Алармантна е ситуацијата со високиот крвен притисок пред Нова година во Штип. Итната медицинска помош преполна пациенти. Според доктор Томица Наков, во одредени денови дури 90% од истите доаѓаат со симптоми на нагло покачен крвен притисок. Апелира пациентите да се консултираат со своите матични лекари, да извршуваат почесто мерење и редовна контрола на крвниот притисок, особено во празничните денови со цел да се спречат несаканите удари. Како најсигурен начин за мерење советува да се користи живин манометар наместо дигитален апарат кој често покажува отстапувања. Секој ги преметуваме сега поголем број на пациенти кои што доаѓаат со изразито висока крвен притисок, значи со хипертензија, кои што се луѓе кои што се хроничари, значи си имат редовна хронична терапија за хипертензија, но сепак има доста варијации во нивниот крвен притисок. Дури имаме денови кои што буквално сите пациенти може да кажем дека и над 90% се со таа симптоматологија. Една препорака до сите пациенти кои што се класифицирани како хронични хипертензичари, значи оно што имат хронично висока крвен притисок, овој период од годината да мерат почесто крвен притисок, дали дома, дали кај матичните лекари. Значи да се направи една табела која што ќе се мери наутро, на поручек и навечер тензија, дали во домашни услови, дали во ординациите кај нивните матични лекари. Пожелно е да биде со живи манометар, значи да не биде со дигитален, ради тоа што дигиталните до сега се имат покажано дека се 50-50, значи некои се точни, некои имат доста големи варијации. Најголем штетник во Македонија е храната, рече Наков, потенцирајќи дека масната и солена храна го креваат притисокот, со што може да дојде до влошување на состојбата. Пациентите што се во нашето поднебје, значи со, да кажем, и нашиот менталитет, генерално е храната како прв индикатор, односно животниот стил е како прв индикатор за појава на варијации во нивниот крвен притисок, ради тоа што нашата кујна, посебно сега во тековниот период што следува со празници, со Нова година, со Божик, со Бадник и со сите празници што се во текот и на јануари во следната година, значи ќе имаме помасна храна, ќе имаме посолена храна, која што пациентите кои што се хроничари треба да знаат дека таа храна, иако им е вкусна, треба да ја или избегнуваат или да ја конзумираат во помали количини, ради тоа што тоа доведува до влошување на нивната состојба на крвниот притисок. Значи, контролата се врши првично, ние како лекари даваме терапија, хронична терапија, тоа е се окей, но од кога пациентот ќе излезе од нашите врати, одговорноста спаѓа на него. Самите пациенти, како што рече Наков, треба да се придржуваат на правила кои што се сугерирани од нивните лекари, за да не дојде до влошување на нивната состојба. Доколку има влошување или варијација, Наков вели пациентите треба да се јават на преглед кај своите матични лекари, кои што го знаат историјатот на нивната болест и ќе може да се превенира навремено.